Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро и ово утро од студиото на Радио Гласна надежда. Денеска е 8. јуни, среда 2022 година. Ева емисија би отпочнале со една мудра изрека: ако си трпели во еден миг на лутина, ќе избегнеш 100 дена на тага. Еве некој тоа го запишал и ја започнуваме со ова мисла и овој ден, односно ова утринска емисија. Одиме на почетокот со една христијанска песна. Malo još vremena, pa će doći po nas Gospod sam. Malo još vremena, pa će vječnost osvanuti nam. Zemlja radosti čeka sve nas, vjerno gledamo divan njen sjaj. Tamo čeka nas vječni njen dom, svakoj patnji i suzama kraj. O malo još vremena, pa će doći po nas Gospod sam. Malo još vremena, pa će vječnost osvanuti nam. Neće žalosti biti u njoj, bit će srce nam tištiti jak. Prepun radosti bit će naš dom, koji Isus nam priprema sad. O malo još vremena, pa će doći po nas Gospod sam. Vječnost osvanuti nam. Svako nek se već sprema za put, s ove zemlje u novi svoj stan, jer je tama na izmaku već. Isus ide i bliži se dan. Malo još vremena, će doći po nas Gospod sam. O malo još vremena, pa će vječnost osvanuti nam. Malo još vremena, pa će doći po nas Gospod sam. O malo još vremena, pa će vječnost osvanuti nam. Pa će vječnost osvanuti nam. Еве не повторно во студио, почитувани гледачи, како што веќе спомнавме, денеска е среда 8. јуни. 159 ден во годината или 206 дена до крајот на оваа календарска година. Сонцето во Кавадарци изгрева во 4 часот и 58 минути, а ќе зајде во 20 часот и 4 минути. Моментално температурата е плюс 17, утринава врнеше дожд, се уште е облачно во Кавадарци, така може ќе биде и во текот на целиот ден според прогнозата.
температурата во теквишијата ќе се движи од 14 до 28, во Гевгелискиот регион од 16 до 29 и така ќе биде слично во целата наша република, значи променливо облачно и нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со интензивен пороен дожд и појава на град. Уве зрачението е 7. Значи, преку целиот ден во целата наша земја ќе биде променливо време со променливи периоди, сонце помешано со дожд, со облаци. Еве во Охридскиот регион ќе имаме од 14 до 26. Во Скопскиот регион исто променливо облачно од 15 до 27, Куманово посвежо од 11 до 23 степени и Берово од 9 до 23, во Пелагонија од 14 до 27, значи ќе имаме насекаде променливо облачно време со појава на облаци, невреме и интензивен порен дожд и појава на град. Што се однесува до воздухот во Кавадарци, делобно е загаден според мерната станица овде што е поставена во Кавадарци. Автомотосојузот на Македонија, исто така денеска според нивната веб страница, сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по местимично влажни коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Автомотосојузот препорачува и понатаму прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна и патна сигнализација и внимателно правување со возилата, особено на патиштата што поминуваат низ котлините и речните клисури. Што се однесува до рубриката на денешен ден, еве што се случило 8 јуни 632 година умрел Мухамед, основачот на исламот. Еве тоа е забележено во историјата, значи на денешен ден 632 година умрел Мухамед, основачот на исламот. На денешен ден 1695 година починал холандскиот астроном, математичар и теориски физичар Кристијан Хајгенес. Добро, одиме понатаму. На денешен ден 1869 година роден американскиот архитект Френк Лојд Рајт, еден од творците на модерната функционална архитектура. Тој правил објекти, односно, значи, бидејќи бил архитект, цртал објекти, вклучувајќи и познати во Нью Йорк и хотелот Империјал во Токио. На денешен ден 1921 година роден е индонезискиот диктатор Сухарто. Тој ја презеде власта по неуспешниот државен удар во септември 1965 година во текот на владењето од 1968 до 1998 година владееше автократски. Добро, 1929 година на денешен ден Маргарет Бонфилд станал министер за труд, станувајќи прва жена член на владата во британската историја. Официјално на денешен ден 1991 година е соопштено дека во Заливската војна загинале 100.000 ирачани и 203 војници на меѓународните сили, од кои 144 американци. На денешен ден 2003 година пољаците со огромно мнозинство на референдум се изјасниле за влез на земјата во Европската Унија. И еве уште еден податок, на денешен ден 2013 година шведската принцеза Меделин се венчала за њујоршкиот банкар Кристовер О'Нил. 30-годишната Меделин е најмалата од трите деца на кралот Карл 16 Густав и кралицата Силвија и четврта на листата за наследство на престолот. Еве, почитувани гледачи, тоа беа почетните сервисни информации. Продолжуваме со песна. Ja znam da Isus voli srcem svim i zato mu ja
Evo nepovtorno emisija, ja продолжуваме нашата програма со капки на мудроста и кратка утринска приказна. Еве, за денес ги приготвив овие капки на мудроста. Не е среќен оној кој има многу, туку среќен оној на кого малку му треба. Подобро е во колиба да пееш, отколку во двор да плачеш. Запамти, луѓето кои ги сакаш, никогаш не ги навредуваш, тој е те некој го запишал. Понатаму, Бог никогаш не е слеп на твоите солзи, никогаш глув на твоите молитви. Тој се гледа и се слуша. Вистинските пријатели секогаш се препознаваат. Луѓето велат дека си лош кога ќе престанеш да се однесуваш онака како што ним им одговара. Научи во животот да се снаоѓаш сам, бидејќи кога ќе ти биде тешко, обично сите исчезнуваат. Плодовите никнуваат од семка, а делата од мислите. На крајот сите ќе те заборават, без обзир колку си бил добар. Еве уште една мисла. Човекот може да учи на два начина. Едниот е читање, а другиот дружење со паметни луѓе. Еве тоа беа капки на мудрост, а сега да проследиме утринската приказна, малце подолга, но верувам ќе биде поучлива за сите нас, почитувани гледачи. Желбите на трите дрвца. Многу работи во животот е полесно да се кажат, отколку да се направат. Но ова е приказна каде вербата во упорноста победува. На една височинка израснале три дрвца. Еден ден почнаа да зборуваат за своите надежи, соништа и желби. Еден ден се надевам дека ќе бидам ковчеже за богатство. Сакам да бидам исполнет со злато, сребро и скапоцени камења. Однадвор да бидам украсен со сложени резби и сите да им се восхитуваат на убавината, рече првото дрво. Потоа се јави второто дрвце. Јас сакам да бидам голем и моќен на брод. Со мене да пловаат кралеви и кралици во секој агол од светот. Да ги штитам од ветерот и морските бури и секогаш да ги чувам безбедни. Јас сакам да бидам највисокото и најправото дрво во светот. Луѓето да ме гледаат како гордо стојам на ридот и колку сум блиско до Бога. Сакам да бидам најголемото дрво на сите времења и да ме запамтат секогаш, самоуверено проговорило третото дрво. По неколку години, кога дрвата пораснаа и станаа големи стебла, на ридот дојдоа дрвосечачите. Еден од нив погледна во првото дрво и рече: "Ова ми изгледа како цврсто дрво. Мислам дека ќе можем да го продадеме на некој столар", и почна да го сечат. Првото дрво беше пресрекно, бидејќи знаеше дека столарот ќе направи од него преубав ковчег за богатство. Кога стасаа до второто дрво, шумарот рече: "И ова дрво изгледа доста добро, да го носиме на бродограделиштето." Второто дрво беше возбудено, бидејќи знаеше дека е на добар пат да стане брод. Кога стаса до третото дрво, тоа трепереше од страв, бидејќи знаеше дека ако го исечат, неговиот сон нема да се оствари и то никогаш нема да порасне толку високо за да биде близо до Бога. Мене не ми треба за ништо ова дрво, но ми изгледа стабилно, па ќе го земам за себе, и го пресече дрвото. Кога првото дрво пристигна кај столарот, тој на брзина го изделка и од него направи мала дрвена кутија, која постави во шталата, а во неизе стави сено за да го храни добитокот. Ова воопшто не беше она зашто првото дрво сонуваше. Второто дрво не помина подобро. Од него направија мал рибарски чамец, а желбата дека на него ќе пловат кралеви згасна. Третото дрво беше пресечено на големи парчиња и оставено во мракот. Годините минуваа и дрвата заборавија на своите желби. Еден ден во шталата се засолна една бремена жена и тука се породи. Бебето беше ставено во кутијата за сено, која беше направена од првото дрво, а жената беше пресекна што има каде да го засолни своето дете. Во тој момент дрвото почувствува како во своја закрила го има најголемото богатство на светот. Тоа беше Марија, мајката на Исус. Години подосна на рибарското чамче
пловија група луѓе наеднаш морето се разбрануваше, а чамецот само што не се преврти. Тогаш еден од луѓето кои пловија мирно стана, погледна кон небото и рече: нека морето биде мирно. И тоа се смири. Второто дрво во тој момент знаеше дека на себе го носи кралот над кралевите, тоа беше Исус. После неколку години на улиците преполни со луѓе се движеше еден човек, а на својот грб го носеше третото дрво. Луѓето го навредуваа додека поминуваше, а тој мирно се движеше по тежината на дрвото кое го влечеше. Се искачија на истиот рид каде дрвото некогаш растеше, го заковаа човекот врз него и го направи и го исправя кон небото. Во тој момент третото дрво знаеше дека не ни можеше да сонува дека еден ден толку ќе биде близо до Бога. Исус беше раснат на него. Секогаш кога ни се чини дека работите не се одвиваат онака како што сакаме, како изгледа, како се тргнало наопаку, не очајувајте. Постои план за секој од нас. Ако верувате доволно силно, ќе го добиете она што го сакате. Секој од дрвата го доби она што за што сонуваше, но не на начинот кој го замислуваше, туку на многу подобар начин. Еве, почитувани гледачи, ја слушнавме оваа поучлива приказна за желбата на трите дрвца. Сите имале некој своја желба, на крајот на еден друг начин се исполниле тие нивни желби, можеби подобри за нив. И затоа на крајот заклучува овој писател: ако верувате доволно силно, ќе го добиете она што го сакате. Секој од дрвата го доби она за што сонуваше, но не на начинот кој го замислија, туку на многу подобар начин. Можеби ние имаме наши желби, имаме наши соништа и ние имаме наши планови, но понекогаш тие плановете не се исполнуваат, а некогаш можеби Бог сака да ги исполни на еден посебен, специфичен начин. Продолжуваме со песна, почитувани гледачи. Дојди, о Исусе мили, остани со мене ти. Дојди со ангели славни, верни пријатели. Ангели, 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 мои верни пријатели, наскоро ќе ви ги пресретнам, очите блескави мили. Ангели, 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 мои верни пријатели, наскоро ќе ви ги пресретнам, очите блескави мили. Најверни чубари мои, од срце ве љубам јас. Вашата душа се гледа, љубовта Христова. Ангели, 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 мои верни пријатели, наскоро ќе ви ги пресретнам, очите блескави мили. Ангели, 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 мои верни пријатели, наскоро ќе ви ги пресретнам, очите блескави мили. Воини Христови сили, крај мене огнен стецит, радосно бдејте над мене, блажен да бидам и чист. Ангели, 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 мои верни пријатели, наскоро ќе ви ги пресретнам, очите блескави мили. Ангели, 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 мои верни пријатели, наскоро
Продолжуваме со нашата програма. Почитувани гледачи, поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо следите нашата утринска емисија. Следува рубриката Утрински стих, кој го наоѓаме во Лука 6 глава 12 стих. Во тие дни се искачи на гората за да се помоли и ја помина ноќта молејќи му се на Бога. Наоѓајќи се на својата земска должност, величеството на небото, Исус упатувал многу молитви на својот татко. Тој често поминувал цела ноќ наведнат во молитва. Маслинската гора било омилено место каде што Божиот син се повлекувал на молитва. Често сите би се разидувале да се одморат преку ноќ, а тој не би се одмарал, иако бил изморен, односно заморен од работата во текот на целиот ден. Градот бил обвиткан со тишина. Учениците се вратиле во своите домови за да се освежат со сон. Но Исус не спиел. Тој од Маслинската гора упатувал на својот татко божествени молитви да ги сочува неговите ученици од злото влијание на секој ден наидуваат во светот на тие проблеми, да ја заекне неговата собствена душа и да го заекне за должноста и неволите на утрешниот ден. Додека следбениците спиеле, нивниот божествен учител се молел цела ноќ. Ноќната роса и слана паѓале на неговата глава и наведната во молитва. Неговиот пример треба да им послужи на неговите следбеници. Одлучил да оди во тишината на ноќта, кога никој нема да го вознемирува. Исус можел да исцелува болни, да подига мртви, тој сам бил извор на благослови и сила. Им заповедал дури на бурата и грмотевиците и тие му се покорувале. Бил без мана, чист од грев, а сепак се молил и тоа често со болни возички и солзи. Се молил за своите ученици и за себе самиот, поистоветувајќи се со нашите потреби, слабости и недостатоци кои се толку својствени за човечкиот род. Тој бил голем молител, без страстите на нашата падната човечка природа, но обкружен со истите слабости, искушуван во се како и ние. Исус преживувал маки, поради кои му биле потребни помошта и поддршката на неговиот татко. Христос е наш пример. Дали сатаната ги искушува и жестоко ги удира Христовите проповедници? Така било и со оној кој знаел за грев. Во моментите на очај, тој му се обраќал на својот татко. Тој дошол на земјата за да ни го покаже патот на кој ќе најдеме благодат и сила, за да можеме да им помогнеме на другите во секој момент, угледувајќи се на него во чести и сесредни молитви. Ете, ова беше коментарот на текстот, почитувани гледачи, кој денеска го најдовме во Лука 6 глава 12 стих. Во тие дни се искачи на гората за да се помоли и ја помина ноќта, молејќи му се на Бога. Наистина, Исус често пати одел во таа градина, Гесеманска градина, или на Маслинската гора, каде што често пати се молел и со своите ученици, а и сам. Тој често поминувал цела ноќ наведнат во молитва. Маслинската гора била омилено место каде што Божиот син се повлекувал на молитва. Еве, тоа беше поракава за утрово од утринскиот стих од Лука 6 глава 12. Доколку сакате и вие, почитувани гледачи, да ја имате Библијата и да ја проучавате, може да ни пишете, ние ќе ви испратиме бесплатно, а исто така ќе можете да ја проучувате и дописате онлайн дописна библиска школа. Да ја видиме сега рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата.
Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи, во рубриката да ги запознаеме библиските личности, и ово утро повторно ќе се подсетиме на еден од евангелистите од Новиот Завет, апостол Лука. Апостол Лука е еден од 4 евангелисти чии дела денеска се наоѓаат во Новиот Завет. Според едни тој им припаѓал на 12 апостоли, а според други не бил во редот на овие апостоли, туку во оние 70 следбеници или апостоли што Библијата ги спомнува. Како е да е, и самиот Лука вели за себе, читам од неговото Евангелие, бидејќи мнозина почнаа да ги опишуваат настаните кои се наполно уверливи меѓу нас, како што ни ги предадоа оние кои од почетокот беа очевици и служители на Словото, намислив и јас, откако испитав се подробно од почеток, да ти ги опишам поред, честити Теофиле, за да ја разбереш вистинитоста на она во кое што си бил поучуван. И самиот овде открива дека тој не бил во таа почетна група на Христови ученици, затоа вели, го примивме она што ни го предадоа очевиците и служители на Словото. Лука подоцна се приклучил кон Христа, односно како негов следбеник, тој бил доктор по професија, но сепак напишал 2 книги, Дела на апостолите и Евангелието според Лука. Се смета дека Лука бил по националност грк, роден во Антиохија, во младоста се занимавал со изучување на старогрчката филозофија, медицина и така натаму. Според теоријата, апостол Лука бил оној кој го повикал апостол Павле да дојде во Македонија. Се смета дека тој бил првиот кој ги насликал иконите за Исуса Христа, односно значи тие слики, и на апостолите Петар и Павле. Апостол Лука се смета за основно положник на христијанската наука на тие простори каде што тој се движел и живел. По смртта на апостол Павле тој заминал да го проповеда Евангелието во Италија, Далмација и во Македонија. Ги немаме тие целосни информации, но еве традицијата тоа го запишала за апостол Лука. Светиот Лука го напишал, значи, 3-то Евангелие во Новиот Завет. Во преден план евангелистот на Лука било наметнато за христијанските заедници. Значи, претежно тој пишувал за таа популација на луѓе. И сега, ако ја читате неговата книга, според Лука, значи, 3-то Евангелие, ќе видите како тој подробно го опишува Христовиот живот и се оно што се случувало поврзано со Исуса, значи собира адекватни, верни информации кои веќе биле во народот, кои кружили во народот, и тој ги преточува во својата книга. Го најавува раѓањето на Јован Крстителот, потоа го најавува Христовото раѓање, средба на Марија Елисавета, химна на Марија и раѓањето, како што рековме, на Јован Крстител, и затоа втората глава од Евангелието според Лука е навистина описна книга која го опишува Христовото раѓање и се оно што било поврзано со Исуса Христа. Затоа ви препорачувам, почитувани гледачи, да ја читате неговата книга, ќе добиете навистина прекрасна слика за Исусовиот живот. Еве само уште некоја информација. Апостол Лука доживел длабока старост и не се откажал од Христовото учење. Иако имало тогаш прогонство, Исус тоа го прорекол, но Лука се држал чврсто за вистината, за Библијата. Според едни извори, на 84 години, значи толку имал на возраст, во Грција бил мачен и обесен на маслинка. Според други умрел од природна смрт. Телото на светиот евангелист Лука за време на императорот Константин Велики било пренесено во Цариград и погребан таму во една од црквите. Како е да е, Лука оставил длабок трак во својот живот, бил вдахнаван од Светиот Дух да ги напише овие книги кои денес се многу полезни, поучливи за сите нас. Еве, почитувани гледачи, тоа беше рубриката да ги запознаеме подобро библиските личности. Денеска зборувавме за светиот апостол Лука. Одиме повторно со песна. Бога би
zna jel ti zemlja bežali Bog, kade se prekrasno, kaj što nema bolesti, razdel bi kaj nema, večno si te živeja, tamo v ta zemlja jaz bi otišao. Zemlja znam kaj što se si te srekni, tamo večno živeja, bežali Bog, koga jeden den toj tamo ke me vikne, ke pojdam ja svo toj dom na radostan. Zna jel ti zemlja za koja kopne ja, tamo nema plačenje, tamo ima večen mir, kaj so milite svoj, ke videme zajedno, tamo v ta zemlja jaz bi otišao. Zemlja znam kaj što se si te srekni, tamo večno živeja, bežali Bog, koga jeden den toj tamo ke me vikne, ke pojdam ja svo toj dom na radostan, ke pojdam ja svo toj dom na radostan. Се враќаме во живо во нашата програма, почно гледачи, поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата програма. Поздрав до гледачите од Македонија и од странство. Да не ги набројам сега сите држави од каде не следат, сите сте добре дојдени во нашата програма. Следува рубриката да ја запознаеме Македонија. Денеска ќе кажеме неколку зборови за градот Кочани. Градот Кочани е во источниот дел на Република Македонија со 28.330 жители, седиште на истоимената општина Кочани. Градот лежи во Кочанското поле и е познат по Кочанскиот ориз и топлите води кои се наоѓаат во Кочани и околината. Еве една легенда за потеклото на името Кочани. Многу одамна на печелба во Кина бил еден човек по име Кочо. Работел по долги години решил да се врати во родниот крај. Бидејќи во Кина оризот бил основна храна, на заминување решил со себе да понесе и ориз со надеж дека оваа земјоделска култура ќе успее во неговиот роден крај. Со себе понел малку количина од ова бело злато со цел лесно да без проблеми секако го пренесе во царството каде што тој живеел, но наишол на проблеми. Но сепак Кочо не сакал да се откаже од намерата да го внесе оризот, си мислил и на крајот се сетил. Дознал дека гуските како трговска стока не биле забранити за внесување. Купил гуски и им го дал оризот да го изедат, а потоа ги заклал. По влегувањето ги очистил и со нив од нив го извадил оризот. Така Кочо го пренел оризот од Кина, започнал да го произведува, со што му бил даден нов белег на култура, новој крај. А според неговото име, местото каде што започнал да се одгледува оризот, го добил името Кочани. Секако тоа е легенда, дали е вистина не знам, но еве јас ви ја пренесов онака како што некој ја запишал. Како и за други населби во Македонија, и за Кочани со сигурност не може да се тврди како е основано. Според преданијата, расширени меѓу населението, Кочани настанало од населбата што се наоѓала северно од денешната местоположба во долината на Кочанска река.
Traги od ta naselba, ostatoci od visok bedem, rimski i vizantijski keramiki, se pronajdeni vo местноста Долно градиште во районот на селото Долно градче. Во извесен период жителите на населбата се повлекли кон рамнината и го населиле просторот на денешниот Кочани. Во градот и неговата околина се открени многу наоѓалишта од железно време, меѓу кои известни истражувања се вршени на наоѓалиштата Текешански, Лозија, Барутница и Алјенак. Еве, тоа се некои податоци од античко време. Имаме овде сега многу назнаки назначено од времето на средниот век, се да не ви прочитам, но одиме во 20-тиот век. Во областа на политиката активно учествували жителите на тогашните општини Кочани, која се наоѓала во состав на кралството Србија, Хрватска и Словенија. Така на изборите за тогашната уставотворна скупштина, што се одржала на 28 ноември 1920 година, е регистрирано дека Кочани имало вкупно околу 930 избирачи, а во целата Кочанска околина нивниот број изнесувал 5678. Значи, ова е бројка од 1920 година. Кочани се наоѓа на 120 км оддалечено од Скопје, поточно зазема северната страна на Кочанската котлина и го зафаќа просторот од двете страни на Кочанска река. Градот има јужна поставеност во однос на 2252 метри високите Осоговски планини, а 8 км јужно од Кочани е плодното Кочанско поле, завршува и почнува планината Плачковица. Кочани лежи на 350 до 450 метри надморска висина. Во близина Кочани е познатиот зимски туристички центар Пониква, до кој води асфалтиран пат во одлична состојба, долг околу 20 километри. Сите вие кои одете од Штип према Берово мора да поминете низ Кочани, односно поред Кочани, зашто има сега магистрален пат изградено, така да ќе го сретнете градот Кочани, кој изобилува со производство на убав, квалитетен кочански ориз. Според статистиката на Васил Кинов, од 1900 година во Кочани живееле 5950 жители, од кои 2800 македонци, 2600 турци, значи доста имало турци, и 360 роми, 150 власи и 40 албанци. Сега таа бројка е померена. Еве, од 2002 година имаме македонци 25730, турци 315, роми 1951, албанци нема, власи 193, срби 63 и некои други народности. Вкупно, значи денеска Кочани има 28.330 жители, 28.330 жители. Според новиот попис, може би таа бројка е померена, нагоре или надолу, но како е да е, Кочани е едно средно градче за нашите услови во Македонија. Доста е чисто, центарот се одржува, така да ако имате прилика, слободно навратете да се снабдете со убав и ефтин кочански ориз. Одиме понатаму, кога зборуваме за здравјето, денеска ќе се подсетиме повторно за доматите, здрава храна и мокни чувари на здравјето. Доматот потекнува од Средна Америка, а во Европа е донесен после колонизацијата на Америка. Тоа е идеална храна за сите кои што внимаваат на својот изглед и одржувањето на баланс во организмот, затоа што содржи малку калории и голем број на нутритивни состојки. Во 100 грама домати има само 18 калории, така што спаѓа во групата на нискокалорична храна. Покрај тоа, доматите се многу добар извор на растителни влакна. Во 100 грама домати има 1 грам на растителни влакна, кои што го подобрува варењето на храната. Од витамините најзастапен е витаминот С, а доколку извадите еден среден домат, ќе задоволите 26% од нивната потреба на организмот, што се однесува до витаминот С. Покрај витаминот С, доматот е одличен извор на витаминот А, кој е природен флавоноиден антиоксиданс.
Един среден домат задоволува 20% od dnevните potrebi na organizmot za vitamin A. Od vitamiните zastapeni se vitaminot K, B6, folna kiselina, niacin, vitamin E, tiamin, riboflavin i panatonenska kiselina. Еве уште неколку податоци, здравствени придобивки од доматите. Благодарение на состојките кои ги содржи доматот, тој е познат како чистач на организмот од штетните состојки и одличен диуретик. Докажено е дека многу поволно влие врз следните здравствени состојби: алергија, анемија, артритис, астма, болести на забите, устната празнина и грло, бронхитис, импотенција, катаракта на очи, рак, опекотини од сонце, остеопороза, покачен холестерол, настинка и грип, кожни болести, регулирање на крвен притисок, регулирање на прекомерна тежина, умор и исцрпеност, хемороиди, шекерна болест. Еве, сите тие придобивки ги имаме во смисол може да ни помогнат во овие болести кои се појавуваат кај нас луѓето ако редовно користиме домати. Денеска се полни нашите зелени пазари, затоа искористите тај приликава ова пролет, ова лето, па и преку целата година да користиме домати за нашето здравје. Еве толку за ова рубрика, почнуваме гледачи, одиме повторно со песна. Znam za jednu divnu rijeku koja teče kao mir, svaki jad i bolest liječi, jer u Bogu njen je vid. Pođi sa mnom na tu rijeku, jer svakog tko je žedan Isus zove, njene vode u vječnost teku od Božjeg prijestolja. Tko je žedan neka pije, okus joj je blagi med, svakom srcu za sve rane daje voda pravi lijek. Pođi sa mnom na tu rijeku, jer svako ko je žedan Isus zove, njene vode u vječnost teku od Božjeg prijestolja. Ako kraj te rijeke blista, mi se zlato kamen dan, zdravlje, život i veselje, Hristo mir i osmijeh plan. Pođi sa mnom na tu rijeku, jer svako tko je žedan Isus zove, njene vode u vječnost teku od Božjeg prijestolja. Znam za jednu divnu rijeku koja teče kao mir, svaki jad i bolest liječi, jer u Bogu njen je vid. Еве не повторно во живо почнуваме гледачи да ја проследиме и последната рубрика за денешната емисија, кога зборуваме за археологијата и веродостојноста на Библијата на Светото писмо. Денеска би ви пренел неколку информации за Асурбанипал и Манасија. Благодарение на сирската сила, која во тоа време била на врвот на својата мок, и на Јуда, кој поминувал низ
период на најголеми слабости, Манасија станал понизен слуга на Асурбанипал. Кога овој асирски цар поминувал низ земјата на Јуда, во поход против Египет барал одреден број војници од западните цареви, вклучувајќи го и царот Манасија. Во првиот воен поход тргнав против Египет и Етиопија. Царот на Египет и Етиопија Тирака ја заборави моќта на Саура и се подпре врз својата собствена сила. За време на мојот поход против Египет 22 цара од морскиот брег, од островите и копното, пописот што следи го опфаќа и царот Манасија и Јуда. Слугите што ми припаѓа мене ми донесоа големи подароци и ми ги бакна нозете. Тие цареви ги натерав со нивната војска и со нивните бродови да ја следат мојата војска по копно и по морски пат. Асурбанипал се спомнува и во Ездра 4 глава. Во некои преводи под името Асенафар, одредена фонетска анализа. На Асурбанипала, исто како и на Есар Хадона, овде му се припишува дека протераните народи ги населил во Самарија. Жителите од Дан, Асисаха, Хартал, Аферас, Ерес, Вавилон, Суза, Деха и Елам. Тоа го пишува во Ездра 4 глава 9 до 10 стих. Еве уште неколку реченици, една интересна епизода од животот на Манасија која може да биде во врска со Асурбанипала е опишана во втората книга Летописи 33 глава. Го окова Манасија во окови, го врза со вериги и го одведува во Вавилон и во таа тешка неволја што почна да го моли својот Господ Бог и длабоко се понизи пред Бога на своите предци. Му се помоли нему и Бог се приклони кон него, ја чу неговата молба и го врати во Ерусалим во неговото царство. Овој асирски цар кој овде не е именуван можел да биде Асар Хадон или Асурбанипал. Меѓутоа, бидејќи се спомнува Вавилон во 11 стих како место во кое Манасија бил одведен, како и поради податоците од некои асирски и вавилонски текстови, може да се прифати ова толкување. Еве, ова беше само уште еден придонес, почитувани гледачи, за веродостојноста на она што археолозите го пронаоѓаат и го споредуваат со Библијата дека е точна, верна и затоа да и веруваме на Библијата како свето писмо. Еве полека дојдовме до крајот на ова наша програма. Почитувани гледачи, ви посакувам секое добро, а на сите вас кои го прославувате денеска роденденот, ви го честитаме и посакуваме секое добро. Пријатно за сите и се гледаме во наредната емисија. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.